за голем дел додека беше во екот бегалската криза, бе во куќен притвор, имав шанса подетално да ги следам настаните. Јас само ќе се осврнам на ситуацијата по некои рамки глобално во новинарството, па после преку примери, сакам да кажам и до кое дереđe стасавме. Значи, несомнено, новинарството во Македонија последниве години поминува низ сериозен турбулентен процес. Наместо демократизација на медиумите, на дело е нивната инструментализација, политизација и клиентилизација. Заглавени се меѓу политичките и бизнис интереси. Медиумите, факт е, лесно подлегнуваат на корупција и пропаганда. Работат во лоши и несигурни економски услови, надополнети со манипулација на центрите на политичка и економска моќ. Новинарите се изложени на притисоци, закани, казни, па дури и затварање. Во медиумите не работат повеќе новинари, туку извршители на работите. Во медиумите не се прават повеќе вести, туку се произведуваат медиумски содржини. Воочив е падот на новинарските стандарди и како никогаш досега постои говор на омраза. Има ерозија на професионализмот и подем на професионалната некомпетентност. Многу медиуми во кои одамна си имаше доверба се стопија во канчите на власта. Честа сега се купува за мали пари. Пред малку Уранија спомена за тоа како се известувало и што уствари требаше да биде вистинската информација. Јас колку за пример сакам да посочам што деновиве, па да направиме така една компарација за тоа што медиумите требаше да соопштат во времето на бегалската криза и што не требаше. Пред 2 дена од затвор ја пуштија, значи после неколку годишна казна затвор и држување од затвор ја пуштија колешката Кадија Исмаили од Азербејџан и замислете, ниту еден медиум во Македонија не ја пренесе таа информација. Сите светски медиуми отстапија доволно простор да информираат колку време беше во затвор, зашто беше и незиното ослободување, пренесоа и снимки и фотографии од незиното ослободување. Кај нас, главна вест во тие денови беше забавата што ја направила Цеца во Белград и за тоа колку потрошила пари и колку незината ќерка добила подароци. Во таква една констелација не можам да зборувам за сериозно новинарство, мислам дека тука станува веќе се отвара јасна слика за тоа како треба да работиме и како не треба да работиме, што во суштина треба да работиме и како не треба да работиме. И во контекст на правилно известување, па дури од бегалската криза, јас ќе посочам уште еден пример кој беше врзан околу мојот случај. Тоа имав можности подоцна да го гледам од кога ме пуштија дома. За оној протест што беше веднаш по изрекувањето на пресудата, тоа беше на преку мост, на кој бевте собрани колеги. Замислете, на МТВ одеше информација дека тамо на местото на настан има 10 луѓе. Снимките доволно зборуваат за тоа колку имаше и што имаше. Во еден период имав кус телефонски разговор со авторот на прилогот од македонската телевизија, ме убедуваше дека така му било наложено. Прифатив. Добро, таква била политиката на македонската телевизија, така тој информирал. Но, што е застрашувачки? Подоцна, во оние објавени телефонски разговори, што ги објави опозицијата, излезе дека токму тој новинар, кој што го правеше прилогот за протестот после пресудата за мене, е уствари новинар од тефтерчето на Гордана Янкуловска. Можеме ли да очекуваме објективно информирање, не само за бегалската криза, туку за било што, ако веќе постојат такви новинари? Јас не верувам дека постои
можност за јавно да се изнесе проблемот и за тоа да се пренесе вистинската слика. Постои цензура, но што е многу пострашно, па постои автоцензура, само цензура. Сега новинарите се плашат што ќе ми рече, па како ќе ми рече уредникот, па подобро јас вака да направам нешто. Ето, тој се само запалил. Замислете, сега не можам да разберам македонската телевизија да се повикува на информација добиена од портал, каде што апсолутно немате ниту уредник, ниту главен уредник, ниту кој го напишал текстот, ниту зошто го напишал текстот. Медиум со 200, со 500 новинари да се повикува на информација од портал и да пренесе дека тамо некој се запалил на грчка страна е страшно. Па веројатно македонската телевизија или еден од овие национални концесионери имаат средства да појдат дотаму и да проверат дали информацијата е точна. Не зборам за овие помаливе телевизии, знам дека тие се соочуваат со известни финансиски кризи. Меѓутоа, тие можат да дојдат до таму и да проверат дали навистина човекот, мислам, дали навистина има таков случај. Добро, благодарам. Ако сакав уште во контекст на ова да обрнам малку внимание на тоа, значи тоа е мој личен став, не е став ниту на ЗНМ, ниту на било кого. Ние имаме сериозен проблем со порталите. И вие велите за објективно информирање. Па ние пред 2 дена имавме интервју на премиерот, не знаевме кој е авторот на текстот.